Преспанскиот договор и пакетот што го стави на маса Франција на крајот или неколку денови по нивното председавање со Советот на Европската Унија, нели што практично се усвои во јули 22 година, бидејќи за мене тие се суштински спротивни. И проблем е и која ги критикувате на еднаков начин, Преспанскиот договор и ова, и која ги фалите на еднаков начин, бидејќи Преспанскиот договор содржи афирмација на македонскиот идентитет и македонскиот јазик, а дел од овој пакет содржи официјално писмо од Софија депонирано во Брисел дека македонскиот јазик е сиромашен дијалект на бугарскиот јазик. И во таа смисла фрапира изедначувањето, било во критиката, било во фалбата.